После неколку минути местење на позиција од каде да се снима, конечно почнавме со поставување на прашањата за Димче Ацков од Велес, поставени од водителот и собственик на Space Radio Macedonија Скопје, Александар Сантовски од Скопје, Македонија. Добро. Здраво, денеска еве дојдовме тука во овој преубав амбиент, во ова прекрасна кукичка од земја направена од кал во Велес кај Димче Ацков. Благодарам на Димче што не прими. Благодарам што дојдовте. Благодарам. И добро те најдовме. Добро ми дојдовте, супер, да. Супер што дојдовте да видите вие нешто различно малку. Така да видиме како е. Да видиш како живееле порано нашите предци, да. Така, да. Блиску до земјата, заземјен да си цело време. Осеќаш нели поразлично е. Кога си во земја. Да. Поразлично е чувството, секаде има земја. Друго е чувството, да. Друг е амбиентот. И на почетокот сакам да те прашам нешто, да ни се представиш кој си, колку време живееш во ваква кукичка, мислам, од кога ти е направена, нешто да кажеш за... Важи, не, абе, види, јас сум Димче, ето, тоа ми името што ми го дале, кога сум се родил, или, ама не сум ја тоа ми е само името, кој сум, и ја уште трагам, право да ти кажем. Цел живот трагаме кој сме, што сме. Меѓутоа, тоа моје трагање дојдов до овој начин на живот и веќе повеќе од 10 години се трудам да живеам на овој начин. Поблиску до природата, настрана од тие бетонски градови и така. Толку нешто над 10 години живеам на овој начин на живот, односно се трудам да бидам само одржлив. Знаеш како да не зависиш од толку од продавници, од систем, од сите тие работи, туку се трудам да бидам независен затоа што тоа што продавниците зад нив не произведуваат храна, тоа е се несигурно нешто. Сваќаш, тоа нема долго да тера и јас се припремам за да бидам спремен, да можем да бидам независен, да не зависам од другот. И кога зависиш од друг ти кажува како да живееш. Сад тоа сето изгледа лесно, убаво, нели, ама друг ти кажува како да живееш. Јас за тоа се одлучив пред повеќе од 10 години да почнам новој начин на живот. Да го истражам. Преубаво, мислам, преубав амбиент, 10 години живееш. Па повеќе од 10 години, тоа ми е... Како дојде до идејата за да го направиш ова, мислам? И како ја правеше? Во кратки црти само. Абе, ја дојдов до идеја од нашите предци. Нашите предци граделе куќи без пари. И видов дека е многу скапо да направиш куќа. Така. Сегашните куќи се многу скапо, но ти бара 500-600 евро од квадрат, тоа е лудило. А ти става материјали кои што не се здрави, материјали кои што утре ќе те разболат, материјали кои не се долговечни. И ти го преплаќа тоа. И ја кога видов тоа, реков, ова нема некоја логика. Дај да видам како живееле нашите предци. Така дојдов до оваа градба. Нашите предци граделе куќи палати без пари. Само од земја. Ја оваа куќа си направив од земја сам. Се учев, почнеш да си градиш и се учиш. Сега има и на интернет, се гледа како се гради. И лесно е, со земја почнеш да си градиш. Кал, слама и вода ти треба, ништо повеќе. И можеш да си направиш куќа. Така, јасно. Тоа е. Дали во природата околу тебе лесно ги наоѓаш сите потребни работи за преживување? Дали лесно ги наоѓаш? Па добро ги наоѓам лесно, ама ја не сум од природата и градот ми е блиску, користам ја и градот некогаш. Не сум 100% да сам одржлив. Иначе да, јас имам своја бавча за храна, најчесто летно време на пролет, не е проблем за храна. Значи тогаш ги користиш тие... Тогаш сум 100% од природата, а за зимно време треба да припремиш зимници, треба да сушиш овоше, треба да собереш лешници за да преживееш сите тие работи. И тоа бара малце повеќе труд, малце повеќе работа и време. Така. Меѓутоа има во околината се за преживување. Значи, во Македонија природата е толку богата, што тука не можеш да гладуваш.
Сад испаднеме надвор, има шип да јадеме. Шипот е богат со витамин С, има трлинки уште растат, има уште ораси на дрвата. Значи се преживува. Така, значи со тие растенија кои што Да, кои што ги има во околината се преживува, да. Така, така. Само сето тоа е напорно, треба време за тоа и треба знаење, човек да се припреми. Така, така. Да ги знае кое растение да го јаде. Така, да разбирам. Значи, Да, треба и тоа да се научи. Така, така. Дали имаш план за секој ден однапред и како го поминуваш, како го правиш? Абе, немам план. Овој живот е слободен живот и немам план. Само кога сакам да снимам однапред и кој имам испланирано да одам, само тоа. Иначе јас станувам и гледам како ми оди денот. Ќе се разбудам, ќе си направам чај, какао и ќе видам како ќе оди денот. Дали треба нешто да се сработи на имотот, дали не треба. Немам план. Едноставно слободен живот, како ќе почне денот така. Што ќе испадне тоа, што ќе даде животот тоа. Така. Тоа е, немам план. Немаш однапред ништо што... Немам, не планирам ништо однапред. Например, утре треба тоа да правам, не, многу ретко. Значи спонтано како ќе ти Како ќе тргне, ама секогаш има нешто да се прави кога си нимот. Така. Секогаш има, сега е ладно, треба дрва да соберам, вода. Тоа и секогаш има нешто да се прави. Така. Занимација има цело време. Има. Кога читаш и кога ги обработуваш видеата? Па читам секое слободно време што го имам, го поминувам во читање. Сакам да читам, сега сум ограничен со светло, па читам за време на денот, кога е денот читам и така ми идат идеја за видеото. Ке најдам некоја информација од тоа што читам, најчесто посветено на старите времиња, на нашите детски знаења што се заборавени и така, и ги обработувам кога ќе имам време исто, за време, јас сум ограничен со струја, и за тоа ме кочи мене малку. Јас зависам од сонцето, кога имам струја, некогаш немам ич, и најчесто видеата ги обработувам кога имам сонце, кога имам струја, да. Така, сега малку дека да се станеш. Читам во секое време, кога ќе имам слободно време, читам. Читам. Се трудам да читам. Тоа е извор на знаење. Да, тоа е извор на знаење. Тоа е извор на знаење. Има на интернет сега се што може на интернет да се најде и читам, да, читам. Така. Мора да се чита, мора да го чуваме тоа знаење става. Мора. Немаме избор, посебно ние македонците немаме веќе избор. Ние сме доведени до таква ситуација кај што или нешто ќе пробаме да направиме или ќе не нема. И целото наше знаење ќе исчезне. Затоа мора да го задржиме тоа. Па ние сме сега на таква, немаме веќе простор за луксус, да одмараме, нешто да правиме, па да се посветуваме на други работи, едноставно немаме време. Или ќе успееме нешто да спасиме и ќе се воздигнеме, или се ќе остане у заборав што сме го чувале низ годините, целото наше знаење. Така. Тоа е. Сакам да прашам, од каде вадиш материјали за темите кои ги обработуваш? Од каде се, мислам... Па најчесто од книгите, а некогаш и од етерот. Значи, во околу нас е се етер. Во информационо поле околу нас. Ние живееме во информационо поле, кој е наречено етер. И некогаш можеш да собереш информација од самиот етер, односно од самиот околина, од самиот воздух. Па така некогаш кога одам на некои места, работите на некој начин сами ми идат. Од тој етер ги симијам, ги дознавам, а и сега кои истражувам. Тоа е комбинација на информација од етерот, на истражување, некој нешто ми кажал интересно и така. Нешто по, плюс од интернет нешто. Секако интернетот е плюс секогаш. Интернетот не го спомнјам, тоа не секогаш таа плюс. Затоа што многу се интересни информациите кои што ги вадиш, многу интересни се за... Пак тоа е комбинација од се, кој ќе скомбинира се информација од етерот, од нашите предци, од луѓе, од интернет, се добива некоја информација на целина. И јас се трудам да ги вратам тие интересни информации назад кај луѓето. Така, да циркулираат едноставно, да ги има оттек, па некој повеќе ќе истрижи, некој поубаво можеби, некој помалце. Затоа не се замарам. Важно да ги има тие информации, нека си одат. Какви се такви се, нека си одат, нека ги има. Да. Јасно, да.
Која е твојата сега ќе Праши, слово, Која беам е спремен си твојата со прашање. порека до сите луѓе кои живеат во Македонија? Порека до Македонија, па не знам дали ќе стаса, па да бидат автентични луѓето, да се малце да се вратат на корените, да се потсетат. Затоа што дрво без корења, плодот нема никогаш да испадне добар. Знаеш како, дрвото се нашите баби, дедовци, гранките се нашите мајки, ние сме плодот. А корењата се нашите баби, дедовци. И ако нешто со коренот не чини, тогаш ќе плодот се покаже, односно кај нас. Така да тоа би порачал луѓето, да се посветат малце на корењата, да ги сватат малце посериозно и малце помоќно. Затоа што нашите корења, нашето знаење, може би и мината на светот да зависи од тоа знаење. Затоа што ние влечеме многу старо знаење од кое што цел свет може да има корист. И тоа е пораката, да ги истражат корењата и да се држат до нив. Цврсто. Да ги пуштаат, да. Никако да не ги пуштаат. Кај без корења, ветерот ќе те однесе за секунда. Бога ми. Тоа е. И на крајот поздрав до Space Radio Македонија Скопје за слушателите. Поздрав, супер за радиото што ги имаш, баш ми се свиѓа твојата приказна и би сакал повеќе да има такви радија, да се охрабрат луѓето, ете, за слободни теми, без цензура, македонска музика се слуша, секаква музика се слуша, баш убав проект имаш и ми се допаѓа тоа. Значи Space Radio, така, да. Space Radio Македонија. Space Radio Македонија, така ти е радио. Така е, да. Супер. Тере така 10 години тераш, така? 10 години, да. Ти 100 да тераш, така, да. Благодарам. И без цензура, така. Благодарам многу. Ништо, да благодарам и тебе. Благодарам и за ова интервју прекрасно што го направивме. Благодарам и нека ти тера радиото Space Radio. Тука во овој прекрасен амбиент во Велес. Супер е, да. Денеска на 6 декември 2024, петок, со Димче Ацков. Да, Димче Ацков. Димче Ацков правевме интервју. Поздрав. Снимаше ли колку минути искам?